Здраво и добродојавте во 7-то видео од бесплатната програма Баре работа со Мастер LinkedIn. Во ова видео ќе се фокусираме на работа на меки вештини. Често слушаме кога се работи за себе, направете поделба на тврди и меки вештини. Во тврди вештини ги ставаме техничките вештини и можете да видите како да ја направите добра оваа поделба во нашиот едукативен хаб. Има цело објаснување со примери за кои се тврди наспроти кои се меки вештини. Кога се работи за меки вештини, ќе зборуваме за тематики како комуникација, тимска работа, креативност и слично. Во текот на ова видео ќе се посветиме на овие три тематики и ќе ви дадеме вежби како можете истите да ги подобрите и вежбате дома на свое време. Ова е важно поради тоа што овие вештини се клучни исто така во процесот на барање работа. Затоа што сите на некој начин сакаат некој кој што може да размислува креативно, кој што е проактивен кога се работи за работата и знае добро да комуницира. Ќе почнеме со комуникација. Комуникацијата е исклучително важен елемент од секојдневната работа. Без разлика каде работите и со кој работите, вие ќе работите во организација каде што има доста индивидуи. Па со самото тоа како вие комуницирате со различни карактери во секојдневна средина ќе покаже колку сте вие добри како комуникатор. Ефективната комуникација и ефикасната комуникација е нешто кое што сите сакаме да го имаме кога се работи за колега, поради тоа што јасната и концизната комуникација заштедува време и работа и исто така е многу корисна во секојдневна средина. После тоа да се фокусираме на вежбите. Првото нешто кое што можеме да го направиме за јасна и корисна комуникација е да бидеме јасни и концизни. Вежбајте да имате колку што е можно појасни и концизни пораки. Да не пишувате предолги мејлови, да не пишувате предолги пораки и да немате долги објаснувања. Односно, секогаш гледате од кога ќе го напишете мејлот или пораката или извештајот, каде може да намалите барем 10 до 20% од текстот во документот. Со самото тоа вие го подобрувате текстот, а во исто време ги кажувате работите кои се клучни и важни да се нагласат. Втората вежба која што може да искористите за да подобрите комуникација е активно слушање. Ова е нешто кое што е многу важно, особено во денешното време на социјални медиуми и заситеност на внимание, каде што сите имаме се помал прак на внимание и не можеме ефективно да слушаме. Активното слушање значи да изслушаме некој целосно, да сме сигурни дека сме го разбрале и можеме тука дополнително да прашаме доколку сакаме да потврдиме дека добро сме разбрали. Ова исто така значи да не го прекинуваме говорникот додека не заврши со комуникација. Ова е нешто што е многу важно и не само што дава добра комуникација, туку и почит. Сметам дека сите сакаме да сме слушани кога комуницираме и затоа е многу важно ова и ние самите да го имаме како пракса. Затоа што ако ние ги прекинуваме другите кога комуницираме, и тие ќе имаат наклоност да го прават истото и на нас. Од тој аспект, кога некој ќе заврши со комуникација, долго сакате да сте сигурни дека добро сте го разбрале тоа што го комуницира, можете да го прашате. Еве пример за тоа. Доколку некој презентира извештај, на крајот на извештајот можеме да кажеме, пример, Стефан, доколку добро разбрав, во овој извештај сакаш да прикажеш дека имаме 20% помалку продажба овој месец. И можеби тоа влие поради тоа што маркетинг фокусот не е во друга насока. Дали сметаш дека тоа така? Со самото тоа ние му даваме на соговорникот шанса да изјасни дека сме го разбрале добро или да појасни. А секогаш е важно во ваквите прашања да започнуваме со доколку добро разбрав или мојата перцепција, мојата перспектива е. Со тоа нагласуваме дека ние вака сме го разбрале ова и можеме да потврдиме дали е тоа точно или не. Третата вежба за комуникација е понапредна вежба и ви ја предложувам чисто од лично искуство. Јас кога почнав да снимам видеа и општо да се гледам себе си на видеа, имаше многу моменти каде што јас лично се наоѓав замерки на себе си. Дали е тоа како ја кажувам реченицата, каква ми е дикцијата, кои зборови ги бирам, дури често користев многу повеќе англицизми од потребно. Ова ми помогна да се подобрам самата кога работам, без разлика дали е тоа презентирање на извештај или на видео повеќе или пак пред камера, да си го подобрам начинот на кој што комуницирам. Доколку сакате, можете да пробате преку видео или аудио да си направите подкаст сами со себе од 10 минути кој што никој нема да го види и вие да видите како комуницирате. Друга алтернатива за ова е огледало, затоа што кога вие се гледате во огледало, може да видите како комуницирате и кои се вашите гестикулации и формулации на реченици. Па со самото тоа вие се подобрувате себе си, доколку сакате редовно да вежбате на вашата комуникација. Последниот дел, кој што исто така го зборевме во претходното видео, не сакам да го нагласам, вербална наспроти невербална комуникација. 70% од комуникацијата е невербална. Па затоа користете гестикулација кога сакате да нагласите нешто. Имајте
контакт со очи кога комуницирате со некој. Имате некаков тип на движење за време на комуникацијата и инициирате позитивни интеракции. За пак говорот на тело да ви биде адекватен со вашиот вербален говор и не се подпирате само на вербалниот говор. Со ова ќе преминеме на следната вештина. Следната вештина е тимска работа. Сите сметаме дека сме добри кога се работи за другарство или за можеби искажување внимание или грижа, но тоа не е едноставен процес и бара доста работа. Па, исто така верувам дека сите мислиме дека сме добар тимски играч на одредено ниво. Еве 3 вежби како да ги подобриме нашите вештини како тимски играч. Првата вежба е да организираме редовно состаноци или средби кога тоа е потребно. Многу често во денешно време состаноците се гледаат како некоја непотребна обврска во текот на денот, но впрочем тие се таму за ние да имаме подобра конекција со луѓето со кои што работиме. Со тоа ние го градиме пријателството и подобруваме комуникација. Секако не значи да имаме прекумерни состаноци, но тие состаноци што ги имаме да се прашаме како ние можеме да допринесеме. Првата вежба е да се запрашате како може да подобрите или да донесете вредност на состанок кој што е со вашиот тим. Дали ќе биде тоа преку организација, дали ќе биде тоа преку добра комуникација за вашата работа, дали ќе биде тоа преку јасно поставување граници и комуницирање на рокови. Дури и малите детали се многу важни кога се работи за тимска комуникација. Втората вежба за подобрување на тимска комуникација е да помогнете. Сите знаеме дека во текот на работата обврските по вработен варираат. Некогаш нашите колеги имаат повеќе работа од нас, некогаш ние имаме повеќе работа од нив. Ако забележите дека некој има дополнително работа и не може да постигне со неговата работа, понудете се доколку е можно да помогнете. И самите воочете колку ова помага кога се работи за целосниот ефект и градење на доверба со вашиот колега. Третиот аспект кој исто така важен е комуницирайте јасно и отворено. Односно, секогаш кога ќе поставите рокови или планови или нека одредена рамка која што за вас е важна, гледате тоа да биде јасно комуницирано и навремено. Пример, доколку сакате да земете одмор, добро е да го искомуницирате одморот 1 или 2 или 3 недели однапред, за и останатиот дел од тимот да може да планира. Или доколку приметите дека некој од вашиот тим има спомнат одреден рок, но гледате дека му фали помош и рокот се ближи, прашате дали можете некако да помогнете. Комуникацијата кога се работи за јасна комуникација може многу да ви помогне во тимската работа. Затоа што за самото тоа што вие добро комуницирате, вие им помагате и на другите добро да комуницираат. Третиот аспект на кој што ќе се фокусираме е креативност. Креативноста сама по себе е вештина која што треба да се негува за да може долгорочно да се одржи. Тука ќе покриеме исто така вежби како може да ја подобрите вашата креативност. Вежба број 1 е да си дадете простор да бидете креативни. Односно, да одберете време, дали 15 до 30 минути два пати во неделата, каде што вие ќе вежбате вашата креативност. Тоа може да биде пишување, може да биде цртање, може да биде активна работа. Вие одредувате како ви е најдобро го вежбате тој мускул и вие одредувате како најдобро ја градите таа вештина. Но со самото тоа што имате одредено време, каде што вие кажувате во ова време јас ќе се фокусирам на градење на креативност, имате поголеми шанси да ја изградите. Втората вежба е пробување на нови софтвери или нови начини на работа. Особено ако сте во графички дизајн или во видео едитинг, ќе забележите дека има изобилие на софтвери и можности кои што моментално се на пазарот. Со самото пробување на нов софтвер или пробување на нешто ново, вие создавате нова невронска мрежа во вашиот мозок. Вие овозможувате да пробате нешто за прв пат. Па со самото тоа отварате ново потенцијална креативна насока. Со оваа нова потенцијална креативна насока, вие можете лесно да добиете нова идеја која што ќе можете да екзекутирате. Третата вежба е од време на време да посетувате различни креативни можности. Дали тоа е изложба, дали е тоа технолошка конференција, каде што ќе дознаете за нов софтвер или нова можност, дали тоа е настран, дали тоа може читање на поезија. Ова за секој е различно и зависи од индустријата во која што работи и софтверите кои што ги користи. Но негувањето на оваа насока и негувањето на таа комуникација е тоа што вас ќе ви помогне долгорочно да имате креативна насока и да одржувате истата без разлика дали се работи за работа или за вашиот личен живот. Мислиме дека овие меки вештини се доста важни во било која индустрија, особено комуникација и да бидете тимски играч, па секако и креативност. Па од тој аспект сакавме да ги покриеме овие. Доколку сметате дека има дополнителни меки вештини за кои што би сакале да направиме дополнително видео и да дадеме повеќе информации, пишете ни во коментар и ние со внимание би го направиле истото. Како и секогаш ви благодарам за тоа што гледавте и се гледаме во следното видео.